Поздрав до гледачите на телевизија Ирис, сите кои на оваа фреквенција ја следите програмата на телевизија Ирис од Свети Николе па таму до Пехчево, до Берово и до просторите во овој источниот регион на Република Македонија, се уште е Република Македонија. Емисијава отворена на тема е замислена како простор каде што јас им поставам прашања на оние кои вам ви должат одговори, затоа што се избрани од вас, затоа што се членови на политички партии или други граѓански асоциации каде што вам ви нудат одговори за нешто што е актуелно во овој момент или за малку подолго, нели? Иако во Република Македонија сме дефицитарни од нешто што се нарекува долготрајна стратегија, ако беше така немаше да бидеме на дневна база актуелни, но тоа е што е. А емисијата се вика актуелна во Македонија, поактуелно од ова што денес ни се случува. Не знам дали има, веројатно нема, тоа е тоа, но морам да ве подсетам дека денес од еден мој колега од соседна една држава во Македонија, слушнав една многу интересна кованица, вели јас знам за манастирски туризам, знам за етнотуризам, за некои други туризми, Македонија промовираше политички туризам. Толку многу политички јавни важни личности од Европа и светот да ви дојдат наликува на туризам. Се надевам дека не ги навредувам луѓето кои доаѓаат, имат своји интереси и своји намери. Тие се пријатели на Република Македонија, барем според она што го слушаме од нивните домакини. Што од сето ова ќе излезе, се разбира, граѓаните ќе кажат. Слушнавме мислења и слушаме се уште мислења за договорот од Преспа, од Нивици, за неговите предности во евроатлантските интеграции. Едната страна ги покажува неговите позитивни страни, другата страна ги покажува исклучиво неговите негативни страни. Граѓаните се уште, според она што ни достапно како анкети, размислуваат. И треба да размислуваат, да одвагаат, бидејќи вакви крупни прашања се донесуваат во една генерација еднаш. Така барем велат оние кои донесувале одлуки во генерации. Јас нема да бидам пристрасен, зашто како домакин не треба да го кажувам своето мислење, барем не директно. Затоа по интервјуто со представниците на другата страна, ни беше овде министерот, вице-премиерот за економија, Ангјушев, и тој ги каже економските и другите предности и предности на договорот. И еве, од другата страна, од извршниот комитет на ВМРО-ДПМН е господинот Димитар Димовски, кој ќе ни ја каже и неговата вистина. Најважна работа е ние да ги подредиме фактите според интересите и одговорности на секој од нас како граѓани. Господин Димитров, благодарам што одвоите време да бидете дел од мојава емисија. Се надевам дека во мојот вовед не ја представи состојбата во Македонија на собствен начин, инаку сите гледаме од собствен ракурс, нели? Јас ви благодарам од срце што ме поканивте, особено чест ми е за прв пат сум гостин во вашата телевизија и воопшто во една штипска телевизија, во, како што рековте самите вие, во вашиот вовед се уште е Република Македонија. И морам веднаш на почетокот да кажам дека јас не би сакал да велам се уште Република Македонија, туку сум за тоа да Република Македонија остане понатаму Република Македонија. Зошто? Заради тоа што имаме сериозни, ама сериозни причини секој од нас да се потрудиме и да дадеме се од себе, да го заштитиме сето она што не го оставиле нашите предци, нашите прадедовци, нашите дедовци, нашите родители. Имаме посебна обврска кон нашите деца и кон идните поколенија, кои што немаат ништо со ова што се случува денеска, а можеме да направиме да имаат сериозни проблеми во иднина. Можеме да направиме да бидат деца без собствен идентитет, можеме да направиме да бидат деца обезличени, обезнародени, да бидат луѓе без корен. Извинете, но не можем да прифатам дека можеме да викаме се уште Република Македонија. Ние мораме да продолжиме да викаме Република Македонија и сме должни да останеме Република Македонија. Господин Димитров, имаме Димовски, имаме една состојба во Македонија, да не зборуваме зона Македонија суштенде која ни е генерална состојба за секојаш, изгледа дека така живееме, во која што се содруваат емоциите. Вие
кажавте неколку атрибути кои се од страната на емоциите и реал политиката која не ги сваќа тие емоции, туку има интереси, ред на интереси и ред на постапки кои треба да се завршат. Како да се спротивставиме на рациото со емоциите? Реалноста е следна. Пред нас е 30 септември, ден за референдум, кој што власта самостојно или самата одлучи дека треба да го спроведе, без да ја консултира за тоа опозицијата или најголемата опозициона партија, односно најголемата партија во Република Македонија, ВМРО-ДПМН, само го водеше целиот процес, без воопшто да побара или пак да прифати советот од оние кои што најдобро намерно сме ги давале во текот на преговарачкиот процес колку што сме имале можност. И ако е пред нас 30 септември, треба да ни биде јасно на сите до еден, вклучувајќи мене, вас и сите луѓе кои што не гледаат, дека тоа е референдум на кој што е лажно поставено прашањето, референдумското прашање, кое што вели дали сте за влез во НАТО и во Европската унија со прифаќање на спогодбата која што е потпишана во Невица. Да се разбереме, не е прашање дали сме за влез во НАТО и во Европската унија, туку прашањето е дали сме за прифаќање на спогодбата која што е потпишана во Невица. Ако е тоа прашањето, а тоа е прашањето, дали сме за прифаќање на таа спогодба, тогаш можеше да биде само ова прашање на референдум и народот ќе можеше да се изјасни многу лесно, многу едноставно, дали сака да се вика од утре граѓани на Република Северна Македонија или ќе остане да се вика македонец во Република Македонија. Илузијата која што ја прави власта и лагата која што ја сервира пред народот е мощна, интересна и ако ја гледате од аспект на рациото, јас верувам дека 80% од луѓето, барем според анкетите со кои што располагаме, кои што ги гледаме, би гласале во секој случај дека се за влез во НАТО и влез во Европската унија. Впрочем, тоа се наши стратешки партнери, ВМРО-ДПМН, уште со основањето, со основачкиот акт на ВМРО-ДПМН е определено дека е за членство во НАТО и во Европската унија и тој став не бил променет никогаш, немаме ни намера да го промениме, се додека гледаме дека тие институти, тие органи се наши пријатели и НАТО и Европската унија се наши пријатели, меѓутоа ВМРО-ДПМН никогаш не било, не е и нема да биде за промена на уставното име на Република Македонија, односно за промена на уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија. Ако ме сакате да ме прашате зошто, ќе одговорам многу едноставно. Заради тоа што ние имаме собствен идентитет. Тоа е македонскиот идентитет. Ние по национално сме македонци. Со прифаќањето на таа спогодба, ние повеќе нема да имаме личен собствен идентитет. Немаме да имаме институционален идентитет. Го губиме идентитетот во целост. Покрај идентитетот, со спогодбата, ја губиме нашата историја, нашата археологија, нашата култура. Како? Се менуваат учебниците во образованието. Ке се менуваат. Овде многу малку разговараме. Само дозволете само еден пример ќе ви спомнам. Всушност два примера ќе ви спомнам. Добро. И намерно ќе ви ги спомнам тие два примера затоа што сум во Штип. Идејќи навака на кај вашата телевизија, негде на блиску пред телевизијата видов еден споменик на кој што на таблата пишува Александар III Македонски. Со спогодбата, знаете што треба да пишува на таа табла? Треба да пишува Александар Велики, споменик на човек од хеленската историја. Така? Од хеленската историја. Во непосредна близина некои 12 километри, ако не се лажам, од Штипе едно археолошко наоѓалиште од античкиот период, кој што се вика Баргала. Така. Вие, после спогодбата, знаете што треба да пишува на таблата на Баргала? Нема да пишува археолошко наоѓалиште Баргала во Република Македонија. Туку ќе пишува археолошко наоѓалиште од хеленскиот период. Извинете, но спогодбата дефинитивно ја брише нашата историја, ја брише нашата култура, нашата традиција, го брише нашиот идентитет. Така. Видите сега, овде повторно се ракеме, ако успеав јас да синтезирам оно што вие го зборувавте. ВМРО-ДПМН е за Европа и за НАТО интеграциите, меѓутоа не по таа цена. Меѓутоа, пред граѓаните се поставува една друга дилема. Има ли друга цена? Оваа цена, не е случајно реков мојот колега од Загреб ми рече правите политички туризам,
ова не сакав некого да навредам, но само да кажам дека од другата страна се билдува цената, не се покажува таква како што тие мислат, а ние од оваа страна одговараме со раци, велиме не сакаме ова, не сакаме оно, а ни се нудили нешто друго. Или ризикот на прифаќање на тоа треба да оди по некој друг пат, за кој што вие ќе кажете кој е. Еве вака. Јас ќе повторам уште еднаш за да не бидам погрешно сватен. Во ниту еден момент ВМРО ДПМН не помислило, не било и нема да биде против за членување во НАТО и во Европската унија. Цената која што треба да ја платиме. Сметаме дека не е губење на националниот идентитет. Ако влеземе ние во НАТО или во Европската унија, обезличени како народ кој што е нов народ, затоа што со подпишувањето на спогодбата ќе бидеме некој нов народ, некој народ всушност граѓани на Северна Македонија. Кој ќе бидеме ние во НАТО и во Европската унија? Ќе се обидам да го поставам одговорот, односно тезата малце поинако. Ако ние изградиме држава стабилна, економски стабилна, економски цврста, економски силна, во која што ќе дојдеме до момент каде што платите ќе бидат на граѓаните, на работниците, ќе бидат по 1000 евра. Дали ќе имаме кај нас европски вредности? Ќе имаме. Можеме ли тоа сами да го направиме? Бидејќи ова е кондиционал. Ако го направиме, ако не го направиме, имаме 27 години, имаме една ваква состојба во која што најголем број од граѓаните не веруваат на политичарите и тоа како зараза дојде во ситуација да не веруваат и на европските политичари. Ние имаме состојба која што треба да се погледнеме во лице како македонски граѓани на Република Македонија, без разлика од која политичка провиденција. И да кажеме, досега не направивме доволно за нашите граѓани. Затоа тие немаат доволно. Ова состојба јас немам овде потреба да ја анализирам. СДСМ има, или коалицијата за Европска Македонија има силна кампања, министри, премиери кажуваат добрата страна. Злоупотреба во кампањата, водат кампања во која што имаат печатни грешки на маиците, на пенкалата, на запалките, каде што пишува дека е за референдум за Европска Македонија. Што значи, цело време лажат. Не, што значи, тука е проблемот. Така, лажат. Што значи дека се сомневаат од довербата во граѓаните во нив, а не во вредностите што ги покажуваат. Ако смеам така да кажам. На граѓаните јасно кои се предностите на Европа. Овде е интернет, ова е телевизија, овде се контактите со нивите, не ги знаат предностите на Европа. Меѓутоа не веруваат на политичарите. Ние имаме состојба во која во целост на своите репрезенти граѓаните не веруваат. Го изберат за пратеник, а тој после почне да зема по 18-19 илјади евра патарина и не знам други довербата нивна во нив. Што и да кажи, тие веќе не му веруваат. Ви сакал вашата коментар како долгогодишен човек од долги години е во ова. Каде се загуби довербата меѓу граѓаните и политичарите? Ќе ви кажам 2 или 3 моменти, ќе се обидам многу пластично да го образложам, да го објаснам проблемот за да допрам до секој еден кој што не гледа, кој што не слуша. Во овие 27 години наназад државата некако е падни стани цело време, за целиот период. Ке тргне одреден период, па ке спласне. Повторно ке тргне малце, ке спласне. Минуваме овие 27 години први низ многу турбулентен период. Добивме осамостојување во 91 година, по 93 година бевме приморани да си го смениме еднаш името, да влеземе во Организацијата на Обединените нации под привремена референца, која што според тогашните политичари требаше да трае 100 дена. Еве до ден денес остана, поранешна Југословенска република Македонија. Па 95 година бевме приморани да го смениме знамето и уставот под притисок повторно на јужниот сосед, на Хеленската република. Па 96 година добивме една приватизација. Ја знаете како помина приватизацијата, една од најстрашните приватизации на овие простори на балканските простори, која што однесе многу жртви, човечки судбини беа во прашање, многу човечки судбини и ден денеска се осеќаат последиците од таа приватизација. Па добивме 2002 година еден период кога Бранко излегуваше, велеше дека на 15 септември народот ќе одлучи од секој семејство ќе вработи по еден, напротив добивме еден нов период во кој што од секој семејство каде што имаше вработен по еден човек и тој го избрака од работа.
Па дојдовме во еден период 2004 година каде што се случи законот за територијална поделба, каде што имаме еден референдум кој што го организираше ВМРО ДПМН тогаш на своја иницијатива собра потписи, го организираше референдумот, каде што од 470.000 луѓе кои што излегува на референдумот да гласаат, 450.000 гласаа против промена, територијална промена, против законот за територијална промена или распределба, за да не се создадат нови општини како што се создадоа. И на крај, еве, денеска имаме една нова состојба во која што дефинитивно треба СДСМ како политичка партија која што ги направи неколку од битните состојби во кои што не влечела, дојдовме во момент каде што треба да не обезличи и да го заврши македонското прашање. Зошто велам македонското прашање? Заради тоа што се додека постои македонец, како македонец како националност, ќе постои македонското прашање. Во моментот кога нема да има македонец како националност, како граѓани на Република Северна Македонија, македонското прашање ќе биде затворено. Тоа како истично прашање постои веќе 150 години, меѓутоа морам да Јас не довршив, но нема проблем. Така, би сакал и ова да го искоментирате. Меѓувреме имавме и 63 пратеника, 62 пратеника за да може да се направат реформите. Па повторно народ е недоволно задоволен, па имавме состојба со незаконско прислушкување која ја доведе воопшто и до вербата кон политичарите и како граѓани меѓу себе и она што велите институциите се срушија. Знаете, председател помилуваше па ги враќаше. Уставниот суд еднаш донесе уште една. Како сите да работиме на недоверба или на неконструирање на Македонија како правна и одржлива држава. Јас ќе го преформулирам малце ова и ќе речем дека како сите ние да немаме храброст да ја дозавршиме работата со реформите така како што треба. Се согласувам. Како до крај да ја немаме таа храброст. ВМРО ДПМН у последниот период на владење, односно на водење на владата на Република Македонија од 2006 до 2015 година, де факто до 2015 ја водеше ВМРО ДПМН, после тоа имаше техничка влада и еден преводен период. Сакате вие да се сложите со мене и да признаете или не, меѓутоа од 2006 до 2011-2012 година сериозни реформи направи. Не, тоа по економистите може да го израчунаат, нели? Растот се до 2010 година и големата криза. Сериозни капитални инвестиции. Тоа е нешто што никој не може да му го. Период на светска криза, која што мощно сериозно земаше замав, ние многу и не осетивме таа. Табелите покажуваат падо беше 0,5 кај нас, а беше до 0,7 па до 0,11. Тоа се екзактни показатели. Тоа е вистината. Така е. Така е. Меѓутоа, после тоа очигледно ВМРО ДПМН почна да прави грешки. За тие грешки народот во 2016 година во декември месец покажа една казна кон ВМРО ДПМН и сигурно имал причина зошто го направил тоа. Сигурно дека имал причина народот да го казни ВМРО ДПМН. Иако ВМРО ДПМН не изгуби на тие избори, туку победи со 20.000 гласа разлика, сепак СДСМ доби многу поголем квантитет на гласови отколку претходно што добило. Во меѓувреме се случуваше, како што рековте, и аферата со прислушкувањето, излегува некои материјали кои што не знам ако државата водела прислушкување, во секој случај не смеело да излезат. Тоа е државна безбедност и секоја една држава има своја државна безбедност и се што се случува тука во рамките на таа државна безбедност треба да остане тука. На крајот на денот прислушкување кога се врши за заштита на државата. И по закон е процедура пропишена со закон. А не сме да се користи, да се злоупотребува, да се прислушкува ради некакви лични интереси. Кој го вршил прислушкувањето и како е вршено, за кои потреби е вршено, има судски процеси, верувам ќе покаже времето зошто и како е вршено прислушкувањето. Верувам дека вистината еден ден ќе излезе на виделина. Меѓутоа, очигледно како да влеговме во еден вртлок, оркестриран, сцениран, со мощно сериозно сценарио направено, кое што доведе од тој период, од 2015 година, кога почна да излегуваат во јавноста прислушкувањето и материјали, па до денеска, заклучно е со денеска, вечерва седнем со вас, разговараме, ако ја анализирате малце таа низ дистанца, тој период да го анализирате, ќе видите дека се се одвивало по одредена траекторија. И таа траекторија доведе до моментот на 30 септември да ние како македонци
одлучиме да се самоукинеме. Тоа е вистината. Сега морам да ве прашам за актуелностите или за да прашаме режијата дали сме за време за така ви благодарам. Така вели режијата, јас морам да слушам. Кратка пауза за ЕПП, па продолжуваме да разговараме со господинот, со мојот гости на многу интересна тема. Следете не. Продолжуваме со вториот дел со мојот разговор со членот на извршен комитет на опозиционата ВМРО ДПМН, господинот Димовски. Интересна тема. Тој направи една реминисценција на се што се случувало во Македонија, веќе долги години е актуелен и се занимава со политика и направи една врска помеѓу прислушкувањата, целата таа афера до она што не се случува денес. Заклучиците ќе бидат ваши. Овој логичен след за некого, не за некого, логичен след малку им доаѓа на граѓаните како крими роман. Веројатно политичарите и аналитичарите имаат за ова процеси, сознанија и заклучици. Меѓутоа ние доаѓаме до 10 дена, еве денес е 21, уште колку не останува таму, уште 9 дена, 7 дена од кампањата, во кои што ќе треба да се дадат одговори за тоа како до тогаш, како тогаш и како потоа. 20 кусур пратеника од вашата партија рекоа дека по ниеден случај нема да гласаат во парламентот за измена на уставот, без разлика кои се резултатите на референдумот. Од друга страна, во интервјуто во 21 час, председателот рече дека и претходно има неколку пати изјавувано дека волјата на граѓаните е закон за политичарите. Како овде да се спојат тие работи? Волјата на граѓаните апсолутно е закон за политичарите. И мора да биде така. Принципијално, ако сакаме да бидеме сериозна држава, во секој еден момент мораме да ја почитуваме волјата на граѓаните. Сега вие ми ја поставувате тезата што ако излезат 903.000 гласачи и гласаат на референдумот и повеќе од половината од нив гласаат за промена на уставното име на Република Македонија, односно за себе обезличување. Јас ќе ја поставам малку поинаку тезата. А што ако не излезат доволен број? Позицијата вели ќе решат пратениците. Како ќе решат пратениците ако треба да ја почитуваме волјата на граѓаните? Еве ја ви тврдам најодговорно, според сите анкети кои што ги правиме анкети, постојано сме меѓу луѓето, меѓу народот, не само меѓу нашето членство, да не бидам погрешно сватен. Значи, сериозни тимови од сочините од представници од извршниот комитет, од секретаријатот на партијата, од општинските комитети, постојано се на терен низ народот и разговараат. Се обидуваме да допреме до секој еден граѓани на Република Македонија да го објасниме договорот, односно спогодбата со Хеленската република, што е она што не чини во договорот. А иначе преска спомнавте дека другата страна ги објаснува работите кои што чинат. Простете ми, но јас не видов во спогодбата, јас сум еден од тие 3% кои што имаат прочитана спогодбата. Простете ми, но јас не видов нигде работа која што чини во спогодбата. Не постои таква работа. А не ја гледате спогодбата само како дел од 9 услови кои во документот кој ни е понуден од НАТО пактот дека треба да го извршиме. Пошто таму не е само тоа. Значи ние треба да завршиме промена на уставот. Значи не обврзуваат формулацијата е усвојување на спогодбата за замената за времената референца една долго име, така ли? Сега, таму има уште 8 или 9 точки, реформи во правосудството, реформи во 20 страни спогодбата. Така. Секој еден од гостите кои што дојдоа во Република Македонија во последниот период, секој еден висок представник или представник од понизок ранг, секој еден од нив кажа: да, добро е да излезете да гласате на референдум, никој од нив не рече да гласате за промена на уставот. Така, тоа е непристојно воопшто во Европа да ти кажа дека е добро да се излезе на референдум, да се слушне гласот на народот. Меѓутоа втората реченица на секој од нив им беше дека Република Македонија мора да направи сериозни реформи, поготово во делот на правосудството, владењето на правото, за да воопшто почне да размислува да стане членка на некогаш на Европската унија. Борбата против корупцијата
Да се вратам само малце поназад, каде што ме прекинавте. При посетата на луѓето, кога се обидуваме да им го објасниме договорот, спогодбата, и што се губиме од спогодбата, ние се правиме и наша анкета. Како би постапило луѓето на 30 септември. Затоа прески ви реков, пред малку ви реков, најодговорно ви тврдам дека референдумот нема да го добие потребниот цензус од 903.000 гласа да излезат, 903.000 луѓе да излезат да гласат на референдумот. И да се вратам сега уште две реченици поназад на тезата што ако не успее референдумот. Без разлика што го прогласи за консултативен, не споеви работи се. Гласате за пристапување кон Сојуз, тоа е Европската унија, бидејќи за НАТО имаме изгласано во 93-та година веќе дека сме за влез во НАТО и тука немаме ништо спорно. Ви тоа поставувате прашање дали сте за влез во Европска унија, а во исто време законот не ви дозволува да го направите консултативен референдумот со такво прашање, туку задолжителен, но вие сепак го правите да биде консултативен. Так. Без разлика и што е консултативен, дека ќе треба нов референдум. И што е без разлика што е консултативен референдумот, што ако не излезат потребниот број на цензусот на граѓани од 903.000, ако нема 50% тоа ми е прашањето до вас. Што ќе правите во парламентот? Епа, како да ви одговорам, инаку освен тоа, не излегол народот да гласа за промена на името на Република Македонија, не сака да се викаат северно македонци, сакаат да се останат Република Македонија, нашите пратеници, што очекуваат дека ќе направат? Дека ќе гласаат за промена на уставот? Па ние во секоја една програма, наназад, последниве изборни циклуси, кажуваме јасно и гласно дека ВМРО ДПМН не е за, никогаш нема да се сложи со промена на уставот, со цел промена уставното име, но ако дојде до договор за промена на името на Република Македонија, за надворешна употреба, односно за билатерална употреба со Република Грција, тоа прашање ќе го понудиме на референдум. И ако народот се согласи во тој случај за билатерална употреба или за меѓународна употреба, а не за внатре, не дозволуваме, ерго се апсолутно неприфатливо, ако народот не се согласи повторно, нема да тргне ВМРО ДПМН и нема да тргне никош кон уставни измени. Многу едноставно е. Значи во овој случај, ако не излезе доволен број на луѓе, а нема да излезе, јасен е ставот на ВМРО ДПМН по однос на ова прашање. Затоа ли е толку широка одлуката на извршниот комитет во кој што Не е затоа. Одлуката на извршниот комитет и на Централниот комитет е таква како што е, да секој еден граѓанин на Република Македонија на 30 септември одлучи дали ќе излезе да гласа на референдумот и ако одлучи да излезе да гласа, како ќе гласа, да го направи тоа според својата свест и својот разум, е таква заради тоа што ова не е прашање кој што една партија или една политичка елита треба да донесе одлука. Напротив, ова е прашање која не засега сите еден граѓани на Република Македонија кои што живееме во Република Македонија, па дури и оние кои што живеат надвор од Република Македонија. Зошто? Заради тоа што имате луѓе кои што не се политички определени, не се партиски определени, не се препознаваат во ниту една политика. Не се добро информирани. И на крајот, ова е прашање кое што е надпартиско, односно национално прашање. Заради тоа е таква одлуката на извршниот комитет на Централниот комитет на ВМРО. Сега, ви благодарам за одговорите до изборите. Деловно ми одговорите и на она што ќе биде во парламентот. Вчера во Свети Николе вашиот председател Мицкоски рече вака: издржете, оваа темнина ќе помине. Подосна не ги каже издржете, ова е тешко, но вреди за Македонија да се издржи. Тоа се општи места, кога поставите на секој за Македонија, за семејството, секој својата емоција ќе ја постави на позиција на одлука, нели? Да не бидеме сега филозофи. Но нема црно сценарио, нема да измени. Има ли одговор на ова ВМРО, бидејќи се работи за партија која во себе има државотворност и во своето го има, освен историските светите 4 букви, го има оно македонско национално единство. Сега, дојдеме 15 октомври. Не успее референдумот,
како што рековте, сами се изјаснија 20 и кусур пратеници дека нема да гасат. Имате една ситуација каде што премиерот Зоран Заев, кој што до сега кога зина тогаш излажа, се надевам дека за оваа изјава нема да излажи, дека ќе остане на доследен на изјавата, кој што каже дека доколку референдумот е неуспешен, тој ќе се поднесе оставка. Во таков еден случај, ние како опозициона партија, не само во овој случај, него воопшто како една опозициона партија, уште на 2 јуни порачавме дека бараме предвремени парламентарни избори. Дел од она што го изјавил Христијан Мицкоски во Свети Николе, на средбата со граѓаните, е токму тоа. На тоа и се однесува. На барањето за предвремени избори. Преку предвремени избори на кои што ќе победиме мора да помане, ќе го спречиме ова црно сценарио кој што Зоран Заев и кликата околу него, армадилата околу него и го прават на Република Македонија, јас навистина не знам за чии интереси, меѓутоа и да е само за нивни сопствени лични интереси со цел за да можат полесно да владеат, полесно да крадат, да плечкосуваат и само за тоа да е црното сценарио, тоа мора да заврши. Какво и да е и зашто и да е црното сценарио мора да заврши. Не заслужил овој народ така да се однесува било кој со него. Ќе почнете нови преговори, ќе почнете интензивни контакти со, како што велите вие, се враќаме пак на спогодбата. На спогодбата. Еве, под услов и да помине спогодбата и на референдум и под услов да помине и во собрание, пак ќе речам, нема никаков сигнал дека од народот дека ќе помине на референдум, хипотетички дека може да помине, а никако во собрание. Еве да помине. Знаете дека во спогодбата изричито стои дека во било кој момент, ако првата договорна страна, Република Грција, најде некаква забелешка, било каква забелешка, во однос на спроведувањето на спогодбата, може да го сопре зачленувањето на Република Македонија или тогаш веќе Северна Македонија во Европската унија и во било која друга меѓународна организација. Бидејќи на друг начин е ставено, за НАТО не го не спомнав НАТО. Така. Реков за Европската унија или било која друга меѓународна организација. Точно 35 пати може да ја блокира. И еве што? Повторно 70 и кусур пати може да ја блокира. Точно така. Еве што, ако дојдеме до крајот и не помине во собранието, во парламентот на Хеленската република, што правиме? Сме даде се, сме се обезличиле, сме станале дрво без корен, сме станале некаква формиран народ. Дека која е гаранцијата дека нема да не сопре Грција? Тогаш нема да важат ни амандманите на нашиот. Ја спомнам и договорот за добрососедство со Република Бугарија, морам да го споменам. Така. Тоа е исто толку предавнички колку што е предавнички спогодбата со Хеленската република. Па всушност Русен Плевнелиев, така мислам дека беше председател на Република Бугарија. Сега околу Илинденското востание, кога нашиот несреќен премиер му излета од уста да каже дека Илинденското востание е македонско востание, срамежливо да го каже тоа, не го удрија по глава да му кажат чекај подека ќе дојде отварање на процесите за преговори со Европска унија, па тогаш ќе разговараме чиво било Илинденското востание. Значи се откажуваме со едниот договор од поновата историја на Република Македонија, со спогодбата се откажуваме од постарата историја на Република Македонија, односно на Македонија. И што остануваме на крај? Еве повторно прашањето. Остануваме обезличени. Остануваме никој и ништо. Нигде и никому без никој. Се враќаме на иста работа, се враќаме, предпоставувам дека ова се вашите размислувања за тоа, член сте на извршниот комитет, веројатно ќе дојде и програма од партијата како ќе постапувате, но мене ми се наметнува еден друг заклучок. Како да се заврати, реформите мора да ги плати македонскиот народ и треба храбра влада со визија која треба да ги направи. Дали ние ќе почнеме да влегуваме во Европа со 33 поглавја или тоа нема да биде на брза или на скратена, ќе трае со години. Задачата за ефикасно судство ќе си ја добиеме без разлика дали е така или не. Не и треба на австријаци. Ми дозволите само да ве прекинам на кратко. Да. Зоран Заев во славната дебата која што имаше со Христијан Мицкоски, нашиот председател на партија, даде една изјава во која што вика судството го расцветав како пупка. Вие гледате негде во судството нешто да се случува позитивно? Или гледате само политички процеси со кои што ја замараат целата македонска јавност, со цел да се прикриваат глупостите и неспособноста која што ги има оваа власт? Тоа се реформите во судството?
Реформи во судството се она што јавното обвинителство не поведува ни една постапка против било кој функционер од владеачката партија од СДСМ. Поделија милиони евра за или стотици илјади евра за некакви иновации, вице-премиери, министри, пратеници, поделија стотици илјади евра за некакви стипендии за нивните собствени деца, поделија милионски тендери, дали во здравството, дали во образованието за книгите, било каде, во било која сфера, јавното обвинителство не мрда со прст, не поведува ниту една постапка. Го слушате премиерот Зоран Заев, каде што јавно повикува на подкуп за гласање во Крива Паланка, го слушаш ти како јавен обвинител, и твојата задача и работа по член 39 од Законот за кривична постапка ти налага по допрен глас самиот да поведеш постапка. Не треба некој да ти иницира, не поведуваат постапка. Еве поднесовме кривична пријава, во саботата ја најавивме, во вторникот ја поднесовме кривичната пријава за против Зоран Заев за нудење на подкуп и повикување на подкуп при избори. Тоа ми беше тезата. Тече времето. Так. А круцијално е во овој случај, круцијално времето, за брзината на постапката е круцијална. Еве го 30 самите кажувате доаѓа за 9 дена. Ако сега не постапат, кога ќе постапат? После 30 септември. Тоа ли се реформите во судството? Мораме да спроведеме реформи. Тоа ми беше тезата. И тие реформи ќе бидат болни. Така. И ќе не болат сите до еден. Така. И реформа на администрацијата. Но додека не ги спроведеме тие реформи, ние не можеме да бараме европски вредности. Не можеме да имаме европски вредности. Може да ја прашам, сака да кажете дека цената која сега ќе ја платиме, ми многу малку разговараме, цената што ќе ја платиме со измена на уставот и според вашето толкување обезличување на македонскиот народ, а повторно задачата тоа што ние нам Европа дома ќе мора да се заврши. Почитуван, ова што треба да го платиме со промената на уставното име и со обезличувањето нема допирна точка со Европа, со Европската унија, со почнување преговори со Европската унија. Тоа што има врска со Европската унија, со почнување на преговорите, е реформите кои што мора да ги спроведеме како држава, ако сакаме да имаме европски вредности и ако сакаме да еден ден да станеме дел од семејството на Европската унија. Реформи и само реформи. Знаете што ми кажа? Први, лични реформи, секој од нас треба да почне лично, да се однесува како европјанин, дома, овдека, не само кога ќе отидеме туристички во Германија или во Холандија да бидеме европјани. Воспитувани граѓани. Овдека дома да почнеме да се однесуваме европски, да воведеме дома европски стандарди и многу лесно ќе ни биде после да станеме дел од семејството на Европската унија. Пак ќе ви речам, ова што го прават со промената на уставното име на Република Македонија нема допирна точка со влез во Европската унија и со европските вредности. Напротив, ова е спротивно на сите можни вредности, дали се европски, дали се меѓународни конвенции, дали се човекови права, дали се правата на слободно изразување, на слободно изразување, спротивно е на се. Спротивно е на начелата, на основањето на Организацијата на Обединетите нации. Така никој нема право да одредува име на држава освен нејзините граѓани. Еве вие го знаете. Така е. Тоа е резолуција. Што повеќе да кажам јас? За крај, бидејќи имаме противставени страни, такви се овие 27 години вкопани во рововите, многу тешко се наоѓа заеднички именител, ме повлече една ова што вие го рековте. Време е за промена на нашата свест. Вчерашниот мој гостин, знаете што изјави овде? Ајде за почеток да престанеме да крадеме од она што е заедничко. Нема да го именувам. И вели да почнеме со реформите прво во тоа како ја сваќаме државата, државниот апарат, не како собственост на партија или на група на луѓе кои се на власт. Веднаш ќе ви одговорам. Тоа е прашањето Простете само момент. Значи ли ова изјаснувањето до 30 на 30 дека и за ВМРО, но и за граѓаните и за СДСМ е катарза? Па и треба ќе се видиме. Треба да значи. Треба да поминеме еден процес на катарза. Ние како луѓе, како единки, партијата како партија да помене низ еден процес на катарза, да се измитари, ако сакате полесно, понародски кажано, и државата како држава да помине низ еден процес на катарза. Вчерашниот ваш гостин, не го знам кој е, секоја чест за него, убаво кажам. Дали само тоа треба да биде почетокот или повеќе работи, сплет на неколку работи,
но од негде треба да почнеме. Не смееме никој од нас, како политичар или како вработен во државна администрација, да ја гледаме политиката или работењето во државната администрација како начин на лесно и брзо лично збогатување. Мораме да престанеме да гледаме така. Ако сакаме да бидеме честни пред себе, но и пред народот, мора честно да работиме. И секој да се работи работата која што треба да ја работи и за која што ја платен да ја работи во државната администрација конкретно. Ние треба еден друга работа да направиме. Не само да престане крадењето и да престанат подметнувањата, да престанат политичките процеси и прогони. Сум за тоа да има помирување. Но знаете што треба прво да направиме? Како секоја една нормална држава, секоја една држава со традиција, мораме да имаме една национална платформа. Национална платформа во која што ќе кажеме кои се работите кои што се суштина за опстојување на оваа држава. Кога ќе имаме една национална платформа на која што ќе се согласиме сите политички чинители. Сака да кажете покрај уставот да имаме некоја платформа или како резолуција она што го има Израел, она како како кодекс на политички вредности. Токму тоа сакам да го кажам, како што ги има и соседна Грција. Грција, така е, така е. Докаде се нашите црвени линии во било кој поглед, дали во поглед на внатрешната политика, внатрешното уредување, надворешната политика, односите кон надворешните партнери, односот кон надворешните чинители. Кога криминалците нема да бидат наши и ваши, туку ќе бидат криминалци, судиите ќе бидат суди. Тоа е тоа што сакам да го кажам. Значи, кога ќе го идеме тој кодекс или таа национална стратегија, кога ќе престанеме да се делиме на наши и ваши, туку ќе се надпреваруваме со економски програми, со тоа кој ќе направи подобро да биде за народот во оваа држава, со тоа кој ќе успее да ја зачува младината да остане во Република Македонија, со тоа кој ќе се надпреваруваме, кој ќе врати повеќе луѓе кои што се иселиле, ќе им создаде подобри услови и можности да се вратат во Република Македонија, овдека да творат, да креираат, тогаш ќе не биде како држава. И пак ќе се вратам, ќе ја повторам реченицата, дека од мене лично, од вас лично и од секој еден лично зависи кога ќе успееме и дали сакаме да успееме да бидеме тоа што треба да бидеме. За крај морам да ви кажам дека ми ја расторите концепцијата на емисија, зашто сакав партиски вкопани функционери кои повторуваат партиски флоскули, меѓутоа ме изненадите затоа што имавте ставови за општеството, лични или општествено одговорни, и ми ја расторите концепцијата, ама тоа е на корист на моите граѓани. Вие ме знаете, можеби. Така е. Вообичаено е партиските функционери да имаат унисиони мислења со мали различни бои. Овој пат имавме еден приветен разговор во кој што ги допревме темите и за кој што ставовите се според моето мислење конструктивни. Јас морам, еве ако сме веќе на крај, да признам и да кажам дека држам до моите принципи, до моите ставови, но држам и до мојата национална определба. Еве за себе на кратко ќе кажам, јас сум Димитар Димовски, член на ВМРО-ДПМН од 1991 година, на своји 16 години. Во моментов сум член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Горд сопруг и родител сум на 2 деца, македонски деца. Родом сум од Берово, од Република Македонија, од нашата Македонија, од мојата, од вашата Македонија, не од Северна Македонија. Син сум на мајка и татко, честни работници. Внук сум на дедо, кој што е носител на признание и ордени од Народно-ослободителната борба против фашистичкиот окупатор. Правнук сум на дедо, на прадедо, кој што е носител на Илинденска споменица и така натаму. И со полно право себе си се нарекувам дека сум македонец, горд, честит и честен македонец. И таков сакам и да останам и да бидам. И таков и ќе продолжам и да бидам. Моите ставови, лични ставови, се поклопуваат во најголема мера со ставовите на ВМРО-ДПМН. Себе си како млад сум се препознал во ВМРО-ДПМН, до ден денеска се препознавам во ВМРО-ДПМН. Зошто? Заради тоа што ВМРО-ДПМН е најповиканата партија, политичка партија во Република Македонија, која што ги брани и треба да ги брани националните интереси на Република Македонија и на македонците во Република Македонија.
Ви благодарам за учество во оваа емисија. Она што на македонскиот, воопшто и на балканските народи и недостасува, тоа е одговорност и мерка. Се надевам дека мораме да имаме. Така. Јас телевизија Ирис ви стои на располагање и програмата која ќе ја донесете, председателот на ВМРО ДПМН ја најавува, мерките, наша работа е оде до најголем број на граѓани да ја представиме, а ваше е да ја добиете довербата и тоа да го спроведете. Барем така очекуваат граѓаните без она вкопаност. Знаете како изгледа на граѓаните? Режијата ме опоменуваат, ми го морам да ви кажам. Мои сограѓани велат вака, едните велат фамилија злосторско здружение, велат другите картел на криминален картел на власт, и граѓаните седат што да избереме. Никој не понудува домакини и одговорни луѓе. Од едната страна овие се честат со атрибути вакви и вакви. Се надевам дека доаѓа време во кое што ќе ги препознаваме честните луѓе кои ќе направат нешто. Иво Андрич вели кој се занимава со политика. Тој што нема друг занает. Се надевам дека луѓето од занаетот и политиката како занает ќе донесе решение. Благодарам што бевте дал. Јас ви благодарам уште еднаш. Сосема за крај морам да го кажам ова, да го нагласам, бидејќи го спомнавте неколку пати Христијан Мицкоски, кој председател на ВМРО ДПМН. Исто така во Свети Николе самиот изјави дека времето на нечесните политичари во Република Македонија завршува со владењето на Зоран Заев. Граѓаните ќе одлучат така, како порака, да не споменувам денес е Мала Богородица, дај Боже да е така. Нека ни честит празник за ново година, Мала Богородица. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор. Испадна на крајот неформално, надвор од границите кои како драматургија ги поставам, но мојата интенција е овде луѓето да ја откријат својот човечки лик и својот политички кредо, заради тоа што оценувајќи ги нив како личности и политичката платформа и кредо кој ви го поднесуваат, гласате за нив, за да можете да барате утре одговорност. Се навикнавме на листи, на безлични имиња за кои што според определбата гласаме, не барајќи од нив лична и човечка одговорност. Така е според моето мислење, се надевам дека многу не грешам. А ако грешам, ќе ми простите. До новата отворена на тема, довидување.